Во Турција, долж бреговите на Црно море, живее една необична етничка групација на турци. Едноставно се викаат црноморци и според многу нешта единствени се или први не само во Турција, туку и на целата планета. Живеат во регион кој е светски рекордер по производство на лешници, но се многу попознати по еден друг рекорд. Имено важат за најнослеста човечка популација на планетата. Тоа од пред некоја година и официјално е потврдено во Гинисовата книга на рекорди, каде што гордо се перчи нивниот најистакнат репрезент Метин озјурек од Артвин, чиј нос од коренот до врвот се протега цели 8,8 сантиметри. Меѓутоа, кога е во прашање оваа специфична популација, за нивната необичност се виновни лазите, една исламизирана етничка група која некогаш, како и грузијците, и припаѓала на старата картвелска заедница, чии потомци се најголемиот дел од турските црноморци. Овие познати приморци и планинци кои живеат по најшумовитите гори и планини што започнуваат непосредно над бреговите на Црното море, познати се и како многу големи веселници и луѓе со силно развиена смисла за хумор. Црноморците имаат свој оригинален и разигран фолклор, кој во придружба со жичаните инструменти и еден гудачки, што личи на гусли, задолжително се зачинети со карактеристичен мелос и шеговити песни и неодоливо подсетуваат на херцеговците, а во еден дел и на македонците. При долгогодишен предстој во Турција, авторот на овие редови, например, повеќе пати има слушнато црноморски шеговити песни, секако со друг текст, чија музика и ритам се слични или исти со песната Зајко Кокорајко, која ја пееше познатиот интерпретатор на македонските народни песни Александар Сариевски. Освен тоа, имаат уште една силно изразена карактеристика – истенчено чувство за меѓусебно помагање и поддржување во другите средини, особено во Истанбул, каде што во последните неколку децении голем број од нив економски мигрирале. Турските црноморци се често како народ од виц. Например, нивните жени, за кои не е необично да се сретнат на работа в нива или на планина, додека мажите бистрат политика во чајджилница, многу сакаат да носат оружје. Не е редок случај една измамена црноморка да се куртули од ривалката со ладнокрвно пукање од пиштол. Исто така, жените им се познати и по тоа што сакаат да играат фудбал, но облечени во традиционална носија шалвари. Меѓу жените во регионот, овој спорт, популарно наречен шалвар спорт, толку е популарен што има голем број тимови кои играат во посебна, локална лига, а меѓу бројните навивачи најголемиот дел се мажите. За разлика од црноморците, што живеат во планинските предели и чија кујна во голем дел се базира на пченка и пченкарно брашно, од кое е најпознато јадењето махлама, нивните сродници во приморието до бесвест ги развиле јадењата од хамси. Хамси е ситна и вкусна риба која што живее во црноморските води и од која црноморците подготвуваат мал милион јадења. Кај нив, почнувајќи од хамси пилавот, речиси секое јадење е со хамси. Оваа риба, која станала и нивен заштитен знак, ја имаат ставено и во сладки и од неа направиле дури и хамси баклава. Од рибата хамси, турските црноморци, верувале или не, подготвуваат околу 100 разни специјалитети.
Освен споменатата баклава со хамси, имаат и сладко од хамси, потоа леб, пиде и бурек. Од останатите јадења ќе наброиме само неколку поинтересни. Чорба од хамси, хамси пилав, хамси тава, хамси пилаки, омлет со хамси, хамси во фурна, хамси кебаб, хамси кјофте, хамси долма, хамси манти, хамси шиш, хамси на скара, хамси со бунгур, хамси ѓувеч, хамси со млеко, хамси на шумски начин, хамси со пченка, спанаќ со хамси, хамси јапрак, сарма, хамси со и така до 100 и назад. Başla Fatime, başla. Alçaktalar kar olmaz, dikenluğe nar olmaz. На сметка на нивната памет, а попрво би се рекло курнаска досетливост, испредени се многу вицеви на кои и тие самите се смеат без комплекс. Секако, во тие вицеви, често е вткаен и носот како нивна најголема гордост. Во Турција, речиси, секој виц започнува со «Си биле еднаш, Темел и Дурсун», како што некогаш во поранешна Југославија биле Мујо и Хасо. Темел и Дурсун се најчестите имиња кај турските црноморци. Речиси, секој трет се вика така, како и во вицот и во вистинскиот живот, кај понежниот пол предничи женското име Фатиме, која му е всушност сопруга на Темел. Меѓутоа, црноморците во последно време станаа загрозен вид. Извршен е невиден атак на нивната најголема гордост – долгите носови и традиционалните имиња. Hiç konuşma boşuna, hiç konuşma boşuna. Помладите генерации веќе немаат усет за традиционалниот имидж на кој постарите се многу горди. Во матичните служби веќе речиси не се запишуваат новороденчиња со имиња Темел и Дурсун. Дури и тогаш, кога тоа се прави, тоа е задолжително во придружба со уште едно име, додека Фатими изгледа веќе воопшто не се раѓаат. Но најголемиот удар на црноморскиот имидж му го задаваат естетските хирурзи, кои само во текот на еден месец прават по 100 операции на исправање или скратување на карактеристичните црноморски повиени и долги носови. Како илустрација, само познатиот локален специјалист за пластична хирургија, доктор Ерџан Јавуз, во текот на еден месец обавува од 50 до 60 вакви естетски операции. Што е најчудно, клиентите најмногу му се мажи, меѓу кои е посебно популарен новиот тип на нос, кој меѓу црноморците веднаш, а како поинаку би било можно, е наречен лешник. Меѓутоа, слично како кај ендемските видови, гените овде не се предаваат. Лешникот трае колку и еден човечки век, а децата повторно се раѓаат со долги носови.